Почитувани гледачи, добре ни дојдовте во новото издание на емисијата Супер Звезда. Овој пат ќе ве водиме на местото каде што бевме во една од претходните емисии. Повторно ќе бидеме специјални гости во Македонскиот народен театар. Ова се дечињата кои ме друже и минатиот пат. Дечиња, како поминавте тогаш кога бевме минатиот пат гости во театарот? Супер! Ви се допаднали? Да! Нели имавме убава, интересна и многу возбудлива дружба? Како би го опишале театарот? Какво место е тоа? Магичен. Прекрасно, навистина. Денеска се надеваме, почитувани гледачи, дека ќе успееме да ви доловиме дел од сета таа магија и дека ќе успееме да ве внесеме во целиот тој прекрасен амбиент кој што го овозможува Македонскиот народен театар. Ќе имаме можност да разговараме со луѓе од различни професии, а и да откриеме поголем дел од тајните кои што се кријат токму тука. Така да ве поканувам во следните минути да останете заедно со нас. Ајде сега 3, 4, ние тргнуваме во акција, вие почитувани гледачи, доаѓајте по нас. Одиме? Да. Одиме. Ајде, тргнуваме. Во целата оваа магија, наречена Македонски народен театар, навистина запознаваме луѓе од интересни професии. Еден од нив е и Виктор Рубен. Виктор, добре ни дојде во Супер Звезда, како сте? Здраве, најдов, одлично, фала. Вие работите овде поточно како што? Како продуцент и организатор. Кажете ми, Виктор, каква е вашата работа? Па мојата работа е интересна, динамична и непредвидлива пред се. Така. Значи, прво и основно тоа подразбира да има пари за се во представата. Значи, јас се грижам за тоа да има пари и за костим, и за сценографија, и за реквизита, и за хонорари за надворешни соработници, да стигне се на време. Тоа што е изработено од декорот, сценографијата, костимот, реквизитата, да дојде на време кога нас ни треба за напроби. Ако ни требаат некои надворешни соработници, како пиротехничар или како некој инструктор за глуванеми, како што имаме сега во оваа представа што ја спремаме, јас ги наоѓам па преговарам со нив кога можат да дојдат, да ги научат глумците да направат ефекти во представата или било што друго. Кога одиме на гостување, ја ги организирам сите, и техниката, и актерите, автобуси, камиони, документи за царина, тамо со фестивалот, преговори во кој хотел ќе бидеме сместени, кој со кого ќе спие, колку ќе ни дадат дневници, кога ќе играме, кога ќе правиме проба и сите тие работи. Целокупната организација зависи од вас. Па, голем дел од неа, да речем. Точно ли е дека без продуцентите, како што се вика, ќе нема нити театарски представи, нити телевизиски емисии, нити филмови? Па, може и така да се каже, но еве ја би кажал дека ќе има и без продуцентите и театарски представи, и филмови, и телевизиски емисии, ама ќе бидат многу полоши и поскапи. Така, затоа се тука продуцентите, значи, Виктор, вие кога доаѓате на работа, едноставно не знаете што ќе донесе денот, имате... Најчесто не, најчесто е интересно и денот носи нови работи, нови предизвици, нови ситуации и затоа е убава оваа професија, затоа што е интересна и непредвидлива. Како поминува еден ваш работен ден? Работите константно работно време или некогаш излегувате од теркот на оние 8 работни часа на кои повеќе мината се навикнати? Во театар нема за продуцентот константно работно време, значи кога има потреба се работи и у сабота и у недела. Се работи и навечер кога има проби пред премиера, пробите се обично навечер. И јас доаѓам и седам, ги следам пробите, гледам што му треба на режисерот, што им треба на актерите. Така да продуцентот нема класично работно време. Мора да биде тука и навечер, и од сабајле, и за викенд, што зависи што бара представата и што бараат пробите. Каде и како се учи да се стане продуцент? Тешко ли е да се стане ова што вие го работите денес? На две места се учи, едно е низ животот, а друго е на Факултетот за драмски уметности во Скопје, каде што постои одсек продукција, кој јас го имам завршено и кој ми даде добар занает и добро општо образование, некоја подлога припрема за сето ова што ме чекаше понатаму. Како што за актерите е потребен талентот, пресуден ли исто и кај продуцентите? Па некои други видови на талент се потребни, да, и можат да бидат пресудни. И за крај би сакал уште една работа да прашам, имаме ли добри продуценти ние овде во Македонија? Имаме. И на филмот, и во театарот, не знам толку многу за телевизијата, мада мислам дека и тамо ги имаме. Имаме сосем пристојни продуценти и мислам дека ќе се развијат во уште подобри. Тоа беше батко Виктор Рубен, а ние продолжуваме понатаму.
А сега, почитувани гледачи, имаме можност да поразговараме со директорот на Македонскиот народен театар. Веднаш до мене се наоѓа господинот Дејан Пројковски. Директоре, здраво живо, добро дојавте во Супер Звезда. Добро ми дојавте. Многу ми е драго што денеска имаме можност да сме гости во оваа ваша прекрасна институција. Ќе ми кажете ли за почеток, да им објасниме на нашите гледачи, што е вашата работа како директор? Па, мојата работа како директор е создавање на репертоарот на Македонскиот народен театар и би рекол грижа за негово безпрекорно функционирање. Кога би требало да кажам во две реченици, би кажал дека се обидувам да ги создавам креативните предизвици за комплетниот креативен и технички тим кој што го има Македонскиот народен театар, со оглед на тоа што имаме одличен актерски ансамбл, прекрасни технички служби, има многу работа создавајќи ги нивните креативни предизвици. Благодарам, имаме ние многу прашања за вас. Подготвени сте да одговарате? Со задоволство. Ајде, супер звичките, подготвени да прашувате? Кој ќе го постави првото прашање да видам? Ајде, оваа прекрасна женска, Злато, ајде само кон камерите, кој е твоето прашање? Моето прашање е колку вработени има во театарот? Ти благодарам, Злато. Директоре, колку вработени ги имате овдека во вашиот театар? Македонскиот народен театар во моментот има 142 вработени, но имаме околу 200 гости кои што се актери и соработници на Македонскиот народен театар, така што вкупната бројка на уметници кои што ги гледаме на сцената во представите заедно со колегите од Македонската опера и балет кои што учествуваат во некои од представите е над 200 учесници и 142 вработени. Имате разни професии, овдека веќе разговаравме претходно со Мило, има и професии кои не можат да се сретнат на други места. Да, па јас обично кога раскажувам дека кој ќе се подигне завесата, дека тоа е местото, односно фабриката за создавање соништа, така што кога ги гледаме актерите, тие се учесниците директни во сонот, во магијата, но има една голема палета на професии на сите оние луѓе кои што позади сцена сите работиме како еден создавајќи ја големата фабрика на соништа. Токму тоа се уверивме ние денеска со оваа посета што имавме можност да ја направиме со Супер звездите. Ајде идам следното прашање. Ајде ќе одиме поред. Злато, повели, кој е твоето прашање? Дали е тешка работата да се биде директор? И ова е убаво прашање. Јас би сакал исто да го прашам директорот. Директоре, тешка ли е вашата работа? Да се биде дел од Македонскиот народен театар, мислам дека представува чест и предизвик и јас уште од најмала возраст сонував да бидам режисер и да бидам дел од еден голем театар како што е Македонскиот народен театар. Во месец декември, како што знаете, имавме концертите за емисијата Трче Петко со кучето Петко, каде што имавме 21 концерт и над 13.000 дечиња го посетија Македонскиот народен театар. Кога во еден месец ќе ве посетат над 13.000 дечиња, разбирате смислата, важноста и задоволството на оваа професија. Така, ви благодариме. Ајде одиме со следното прашање. Злато, само кон камерите, кој е твоето прашање? Колку представи има? Колку представи, ова е убаво прашање, колку представи во моментов се одвиваат овдека во театарот? Македонскиот народен театар е еден од театрите кои што во регионот игра најголем број на представи на годишно ниво. Над 300 представи и воопшто случување јавни има во текот на годината. Минатата година имавме над 134.000 посетители, така што тоа е една голема и завидна бројка, а имаме инаку околу над 15 активни представи кои што ги ротираме на репертоарот во текот на годината. Ретко кога не се случува нешто овде. Па мислам дека месец декември ќе го земам за пример, имавме 70 настани во еден месец, што значи дека имавме по 2 до 3 случувања во ден. Веле, браво да сте ни живи и здрави. Ајде да продолжиме понатаму со прашањата. Злато, кој е твоето прашање? Дали имате освоено награди? Прекрасно прашање. Директоре, освоивте ли некоја награда со Македонскиот народен театар? Она што во последниот период е на наше големо задоволство се наградите, но и главната наша офанзива, би рекол сега, е промовирање на Македонскиот народен театар во Југоисточна Европа и генерално во Европа, така што веќе се радуваме на голем број награди и признанија на меѓународните театарски фестивали и се разбира, веќе неколку години поред сме добитници на Војдан Чернодрински, најпрестижниот македонски фестивал. Мислам дека генерално она кон кое што се стремиме е создавање на театарски представи кои што ќе ги задоволат вкусовите на сите гледачи, започнувајќи од најмладата публика за која што веќе подготвуваме и нови изненадувања и се разбира за сите луѓе кои што односно се обидуваме да имаме најразлични жанрови, за секој да се најде по нешто, а наградите некако се само потврда дека сме го одбрале вистинскиот правец. Директоре, ние имаме уште многу прашања. Може ли да направиме кратка пауза, малку да одмориме ние нашите гледачи и потоа да се вратиме повторно овде во разговор со вас. Пауза, почитувани гледачи.
Се враќаме во програма, почитувани гледачи, до мене се наоѓа Илина Ангеловска. Илина, здраво, добро ни дојде во Супер Звезда, како сте? Добро ве најдов, односно добро дојдовте вие во нашиот театар. Ви благодариме многу што ме примивте денеска, вака топло и срдечно. Илина, сакам да ве представам на нашите гледачи, да кажеме што поточно е вашата работа. Јас сум сценограф во театарот. Сценографијата е еден од многу важните елементи во секоја представа. Значи, сценографијата представува сето она што е на сцената, се она што ги обкружува актерите, заедно со декорот, заедно со мебелот, заедно со елементите што ги држат во раката, сето тоа е работа на сценографот. Да го осмисли, да го издизајнира и да смисли начин како тоа да се изведе. И нималку не е лесна работа, нели? Сценографијата, тоа почнува од обмислување? Тоа почнува со креативна работа, значи со обмислување, во соработка во разговори со режисерот, сценографот осмислува околината, каде ќе се одвива представата и дејствието. Тоа може да биде од тотално реалистично до комплетно апстрактно. Секогаш треба да се наоѓаат креативни, интересни и различни начини на осмислување на секоја сценографија. И потоа оди реализацијата, значи секогаш треба да се користат интересни нови материјали кои што не се видени до сега, да се обмисли како тоа да се изгради и сето тоа да се представи на сцена. Значи, вие од скица, од нацрт план? Скица, од идеја, преку скица до комплетна реализација. Од какви материјали се прават најчесто сценографиите? Вака, например, вие правите и кули, градови, брда и долини, но... Би се изненадиле какви материјали користиме. Например, обично нешто што изгледа како ѕид може да биде изработено од обично платно, или пак нешто што изгледа како камен може да биде изработено од стиропор и разноразни материјали кои што се полесни, кои што се поевтини за обработка и кои што се лесни за манипулирање на декоратерите кои што ја местат сценографијата. Инаку имате фантастични сценски можности, како што сум упатен, знам дека за кратко време можете чуда да направите. Да, овој новиот театар, посебно од сценографски аспект, ни дозволува да се качиме на една повисока скала во дизајнот во театарот, значи тоа што сме немале можности порано, така да сега се она што го гледате на сцената електронски може да се крева, да се спушта нагоре, надолу, да оди лево, десно, значи работи кои што порано не сме можеле во старите класични сцени да ги правиме. Сето тоа допринесува нели сценографиите да бидат повозбудливи, поинтересни и пофантастични за публиката. Сценографијата е значи тоа што нас може да не врати во минатото, да не однесе на некое место од времињата на... Да, сценографијата е она што публиката ја внесува во светот, односно во темата во која што се одвива представата. Дали тоа било во некое античко време, во среден век или можеби во иднината, работата на сценографијата е да ја увери публиката дека се наоѓате токму на тоа место во тоа време. И кај вас во вашето работење никогаш ништо не се повторува? Па идејата е секогаш да биде различно, секогаш да биде оригинално и интересно. Колку време е потребно да се направи една убава така сценографија? Па обично процесот се темпира колку што е потребно времето за да се изработи една представа, од прилика да речеме во просек некои 2 месеци треба за да се подготви една сценографија за представа со сите детали. Тие кули и градови што можеме некогаш да ги видиме во разни представи, тие лесни ли се за монтирање, за демонтирање? Па се трудиме да бидат лесни, но не се секогаш лесни. Некогаш има за некои покомплицирани представи, да речеме им треба 2 дена да се намести целата таа сценографија. Некогаш се лесни, па се местат и за 2 часа. Кој ви помага за местењето на сите овие работи? Ја имаме таа среќа дека имаме цел тим на луѓе кои што работат околу сценографијата, тоа се декоратерите и сценските работници, без кои што ни еден театар не може да обстои. Тие се тие кои што за секоја представа ја местат и ја разместуваат представата. Имате ли многу такви сценски работници кај вас? Имаме, за среќа имаме, да. Силни момци кои што си ја знаат својата работа. И сега откако се тоа, например, поминала некоја представа и ќе се извадат елементите, каде се носат? Тие се чуваат во така наречен фундус, тоа е местото каде што се складираат сите елементи од сите представи и чекаат до следната изведба на театар, на представата, кога се вадат повторно, се местат како еден
како еден подрум, да речеме, во кој што се складираат уредно и таму си чекаат до следното местење. Сега ова сакам да ве прашам, каде ги изработувате вашите сценографии? Дали ги правите токму тука, овде во театарот или некаде надвор? Имате можеби работилница, ателје, каде тоа се случува? Дел од елементите кои што ги правиме, имаме работилници овдека во театарот, еден дел се изведуваат тука, а другите делови каде што немаме можности да ги изработиме кај нас, се изработуваат на различни други места низ нашиот град. Каде се учи да се стане сценограф? Како се постигнува ова што вие сте го постигнале во животот? Јас се образував надворот од Македонија во Лондон, а инаку овдека се учи на факултетот за архитектура, на факултетот за ликовни уметности, од таму се стартува со основните уметнички професии, сликарство, вајарство, архитектура, но потоа секогаш е потребна надградба, нели, специјализација, магистарски студии за специјализација, поточно за театар, филм, телевизија и така натаму. Знаете разни техники вака на... Да, сум имала прилика, имам работено и на филм, и во театар, и на телевизија, така да се си има свој специфичен пристап како се изработува. Например, театарската сценографија е нешто сосема различно од филмската сценографија. Тоа се две страни на истата паричка, така да пристапот е сосема различен. Правите кули и градови, ама не се кули и градови. Кули само изгледаат дека се така, да. Медзидини, ама не... Правиме една голема магија да ја увериме публиката дека тоа е вистински, а уствари е како една голема куклена представа. Навистина е ова многу интересно што го работите, морам да ви признам. Мислам дека заинтересиравме дел од нашите гледачи. Војдина е, можеби ќе разбудим интерес и некој од нив да посака да го работи тоа што го работите токму вие, Илина. За крај имам едно интересно прашање. Како е да се работи во Македонскиот народен театар? Навистина е голема привилегија да се работи во овој театар, бидејќи можностите кои што ги овозможува овој театар не мотивира да бидеме се подобри, да се испробуваме во нови материјали, во нешто што не сме пробале и се разбира поголеми, пообемни проекти кои што не водат напред. Благодарам за ова прекрасно интервју и посакувам се најдобро и во нашата работа. Фала ви многу, почитувани гледачи. Тоа беше Илина која работи како сценограф во Македонскиот народен театар. А сега предлагаме да крајме кратка пауза, а веднаш потоа се враќаме со останатите вработени да видиме кои се и што работат токму тие овде во овој прекрасен театар. Пауза. Почитувани гледачи, се враќаме во разговор со директорот на Македонскиот народен театар, господинот Дејан Тројковски, го повторно до мене. Директоре, се под контрола? Да. Може да продолжиме со прашањето? Со задоволство. Така, дечки, подготвени сега втора рунда на прашање и одговори, да? Може? Ајде, кој ќе го постави првото прашање? Ова прекрасна кукличка Злато. Ајде, полека кон камерите, кажи ми кој е твоето прашање. Моето прашање е дали настапувате во странство? Ова е убаво прашање, директоре. Со Македонскиот народен театар одите ли некогаш и настапувате ли надвор од границите на нашата држава? Да, таа е една од убавите работи на професијата актер и кога човек се занимава со театар. Македонскиот народен театар, една од своите главни мисии се разбира промовирање на македонската култура, македонскиот јазик и традиција. Се трудиме тоа да го правиме што почесто и на најдостоинствен начин. Изминатите неколку години Македонскиот народен театар гостуваше започнувајќи од Грузија, Тбилиси, Италија, Турција, Црна Гора, Романија, така што оваа година ни предстои гостување во Русија, следно е во Кина, во Пекинг, така што се трудиме што може да пошироко да бидеме како во Европа, но и надвор од границите на Европа. Убаво ли да се гостува надвор? Разменувате ли искуства таму со режисери, со глумци, со театарски институции во странство? Гостувањата се една од убавите можности човек да направи компаративност, да ја спореди својата работа со колегите од другите земји, од друга страна да направи испоредба на колку неговиот јазик е универзален, бидејќи ние се обидуваме
работејќи една представа да создаваме еден универзален сценски јазик, односно се вели дека една добра театарска представа, текстот кој што го изговараат актерите е само 30% од текстот, односно од пораката што ја носи театарската представа. Така што кога гостуваме надвор од границите на Македонија имаме можност секогаш да ја проверуваме и таа универзалност на театарскиот јазик кој што го создаваме. Кој повеќе учи? Ние од странците или странците од нас? Како сте задоволни? Како се одвиваат работите овде кај нас? Па мислам дека она што е белек на Македонија тоа се актерите. Актерите и во Балканот се познати македонските актери, македонската актерска школа, енергијата, жарот кој што го носат. Но ние како театар се обидуваме да каниме и доста гости во театарот, режисери, композитори, кореографи од другите земји, односно се обидуваме некако се она што е квалитетно или интересно за нас од авторите или од драмските текстови да ги носиме тука, така да создаваме, би рекол, заедно сите со нив посериозни театарски продукти. Така, благодарам. Кои вака гости од странство, некои поеминентни звучни имиња доаѓале, гостувале овде или ќе дојдат во предстојниот период? Па би го истакнал гостувањето на Шекспировиот театар од Лондон, Глоб театарот, кој што гостуваше со представата Хамлет. Глоб театарот е синоним поим за театарската уметност. Еден од најголемите режисери на 21 век ја постави тука представата Електра, Андри Жолдак. Човекот е добитник на најголемата награда во Русија Златна маска, уметник на УНЕСКО, така што едно навистина големо, сериозно театарско име. Во моментов работи Александар Морфов, исто режисер кој што е едно од водечките имиња воопшто во европскиот театар, и денови го очекуваме да пристигне тука Томаш Пандур, кој што е режисер од Словенија. Се сеќавате пред 10 години беа тие негови големи представи Пеколот, божествената комедија, нешто за кое што зборуваше цела Европа. Би рекол дека сите кои што сме дел од Македонскиот народен театар сега ја носиме големата одговорност да создаваме представи кои што ќе бидат, би рекол, на нивото на објектот и ќе ги користиме максимално сите технички можности на објектот, така што имаме уште многу изненадувања кои што ќе доаѓаат, но би кажал, колку и да звучи нескромно, дека Македонскиот народен театар сериозно и офанзивно навлегува, би рекол, во таа прва лига на европски театарски куќи. Ви благодарам. За следно прашање, некои од гледачите можеби не се информирани и запознаени. Еве, јас сум еден од оние кои што знаат, вие веќе трета година поред го организирате МНТ фестот. Што ќе ми кажете повеќе за оваа фестивалска манифестација? МНТ фест е замислен како фестивал кој што ќе ги обединува и големите театарски куќи од регионот, југоисточна Европа, но и пошироко. Бидејќи сега Македонскиот народен театар е влезен, би рекол, во тоа пошироко европско семејство на национални театарски куќи и се обидуваме како што гостуваме, нели, и да ја представуваме нашата култура во странство. Од друга страна се обидуваме на нашата публика тука да ги донесеме големите режисерски имиња, големите представи од регионот и да имаат можност да ги видат тука. Дел од представите до пред 3 години не беше можно да се донесат тука, сега благодарение на техничките можности на зградата тоа го правиме без никаков проблем. Инаку МНТ фест оваа година исто така ќе има големи изненадувања. Во преговори сме со две големи театарски куќи, големи театарски имиња кои што, би рекол, ќе донесат една театарска магија која што до сега сме ја гледале можеби само на телевизија. Би сакал вака да ви поставам едно прашање. Од гледна точка на оние дечиња кои што би сакале некогаш во животот да го работат ова што го работите ви и вашите колеги, значи поточно прашањето гласи: убаво ли е да се работи во театар? Мислам дека најубавата професија на светот се вика актер, бидејќи когато човек треба да раскаже во една реченица што е актер, се вели дека актерот е големо дете. И се вели дека за еден актер да биде голем актер и добар, треба секогаш да го одгледува детето во себе. Така што тоа значи дека тоа е професија која што нема ограничувања, каде што човек е во постојано движење, во постојано развивање и има можност секогаш да ги создава своите соништа и фантазии. Така што сите од дечињата кои што размислуваат да се занимаваат со театар, само ќе им потврдам дека воопшто не погрешиле во избор. Дека тоа е тоа. Да. Можеби во овој момент веќе ќе влијаеме и кај некој да
се насочи во таа насока, па можеби некои од дечињата кои што се тука или кои што не гледаат во иднина ќе бидат и некои ваши идни колеги. Со оглед дека вие во моментов ја извршувате директорската функција, но по професија сте режисер. Сакал да ве прашам малку нешто повеќе да ни кажете што е тоа режисер, како се одвива денот на еден режисер, која е неговата улога во театарот. Режисерот е, би рекол, човекот кој што го создава светот каде што живеат актерите. Тоа е кога би требало да објаснам со една реченица, односно режисерот е создавач на светови, но со сопствени правила на игра. Тоа значи дека јазикот на представата треба да стане комуникативен со гледачот, односно создава еден свет, благодарение на тие правила на игра кои што ги прави со актерите, тој свет започнува да живее и да комуницира со публиката. Одговорноста на режисерот е започнувајќи од изборот на текстот, што е во тој момент актуелно и интересно за публиката, преку собирањето на актерите на целокупната екипа и создавањето на тој сценски живот на сцена. Одговорноста е голема, но и задоволството. Да може да се избира која приказна ќе се раскаже денес, начинот на кој што ќе се раскаже таа приказна, меѓутоа секогаш голема е, би рекол, возбудата при средбата со публиката, бидејќи нашите представи живеат и се раѓаат во аплаузот на публиката и смењето или задоволството на публиката е доказ дека сме направиле вистинската работа. Прекрасно кажано. Кажете ми, на кои представи имате работено до сега? Имате ли некоја ваша омилена представа? Сум работел над 40 на театарски представи. Најомилена, можеби по важност, е Вечната куќа, представата со која што се отвори новата зграда на Македонскиот народен театар. Таа е представа која што нели е веќе дел од историјата на МНТ, го отвори новото поглавје на МНТ, представа каде што во оваа зграда беше изговорена првата реплика, изговори актерот Петар Темелковски, репликата беше запишана и од Ерусалим во Македонија ќе појдеш. Така што таа е представа која што ми е драга и ја носам во своето срце како важен дел од мојата кариера, но всушност и сите во Македонскиот народен театар, затоа што таа значеше еден голем почеток за нас, но и остварување на соништата на сите големи театарски дејци и уметници кои што твореа во лоши услови. До тогаш во старата барака и во другите услови. Сигурно тоа е сонот и на Петре Прличко, нели разговаравте и за него, така што други представи сигурно како драги би ја кажал Хамлет, која што ја работев сонот на секој режисер и актер да ја работи Хамлет во животот. Би ја спомнал браќа Карамазови која што ја работев во Хрватска, во Дубровник. Опасни врски во Русија би ја издвоил како представи кои што вака ја одбележуваат мојата кариера, но секогаш се навраќам и на своите почетоци во Битола, кога со другарите заедно ги учевме првите чекори на театарската магија, бидејќи за да човек да се занимава со театар, најважно е да го носи сонот и, како што кажав, да го чува детето во себе. Така што во тие први почетоци човек не е ни свесен колку всушност е на основите и колку како ја развива кариерата, секогаш се враќа на тие основи, бидејќи тоа се некако темелот на професијата. Тука е негде крајот на нашето денешно дружење. Имате ли нешто за крај да им порачате на дечињата, родителите и сите оние кои што не гледаат? Би ги поканил секогаш кога имаат можност да бидат дел од Македонскиот народен театар, затоа што навистина во репертоарот се обидуваме да имаме најразлични жанрови, да имаме, би рекол, за секој вкус по нешто и да потенцирам дека се обидуваме доста грижливо да ја градиме програмата и да дојдат да ги видат представите на големата и малата сцена, да се дружат со Мајсторот и Маргарита, со Чикаго, со Вечната куќа и би најавил за дечињата дека сега подготвуваме на голема театарска продукција детска, каде што ќе се види големата магија и целокупниот потенцијал на Македонскиот народен театар, односно онака како што ги работиме и големите спектакли за возрастни. Денеска бевте навистина многу зафатен. Благодарам за вашето време и за внимание и што ни удостоивте се на вакво гостување во нашата емисија. Ви посакувам се најубаво. Честа беше наша. Ви благодарам. Ајде сега за крај да ја прашам, дечки, како беше денеска? Одлично!
Дали се изнуживавте? Да. Да, едно што не бевме у школа, така? А друга што бевме на едно прекрасно место, нели? Ете, што би им порачале сега на оние кои што ја гледаат емисијата? Вреди ли да се дојде и да се посети театар? Да, има ли убави интересни работи? Да, научивте, нели, видовте која е функцијата и улогата на овој театар, какво значење има за културата во нашата држава, видовте како работат артистите, што е нивната работа, излеговме малку на сцена, па се прочетовме и тамо. Што најмногу ви се допадна? А? Се е овде магично и се е овде убаво. Почитувани гледачи, значи сите вие кои што сте биле и кои никогаш не сте дошле, искористете ја приликата да го посетите Македонскиот народен театар, да видите за каква прекрасна институција станува збор и уживајте ги благодетите кои што ги нуди оваа прекрасна институција. Така да јас ви благодарам за ова денешно дружење и благодарам што бевте со нас и благодарам на моите другарчиња што ме дружеа. Ајде сега да им мафнеме на сите наши гледачи, да ги поздравиме, да им испратиме безброј бакнежи и да им посакаме што? Да бидат добри, весели, живи, здрави, да гледаат Супер звезда и да дојдат во новиот македонски театар. Чао, пријатно и до гледање, а ние ќе се видиме повторно во некој од наредните емисии. Чао, чао, чао и до гледање.